На 12 април ќе се случи третиот Илинден и од тогаш со народот ќе отпочнеме да испишуваме една нова историја на европска и просперитетна држава, рече преседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во своето обраќање на собирот во Кочани, во рамки на кампањата Разговори за обнова на Македонија. За Заев рече дека деновиве позади завеса се договара со оние остатоци кои што ги направија уставните измени во собранието и сака на мала врата предуставен да ја реактуализира аболицијата, а при тоа виновен да го направи ДПМН. Мицковски потенцираше дека се против шверцерска аболиција, но и дека ќе имаат нулта толеранција кон политичарите кои се огрешиле. Без разлика дали од ВМРО ДПМН, дали од СДСМ, или било која друга политичка партија, а ги прекршил законите, се осрамотил пред граѓаните, треба да сноси одговорност и да одговара. А јас ви ветувам дека после 12 април, на 13 април, преиспитајте се што сте правеле вие, господа од СДСМ. Нема ниту една аболиција, ниту еден Стево Пендаровски да ве спаси. Од прв до последен ќе одговарате за злоделата што ги направивте на овој народ и нова држава. Во своето обраќање Мицковски се осврна и на СЈО, кој го нарече алатка на Заев за вршење на притисоци, уцени и рекетирање на бизнисмени, претварајќи ја колевката на правдата во дувло на криминал. Да може да корумпираат директно или индиректно суди, да вработуваат снуци, керки, соседи на суди, за да може да носат пресуди како онаа која што ја донесоа оние суди за случајот подкуп, каде што цела нација, цел народ, сите граѓани гледа како Зоран Заев бараше евро за брат му, евро за црквата. Ама вие тоа не сте го гледале, вие тоа не сте го слушале. Затоа што преку СЈО се корумпираат тие луѓе. Мицковски нагласи дека програмата на ВМРО ДПМН се темели на 3 столба. Првиот е владењето на правото, вториот дигитализација, а третиот е македонизмот назад во Македонија, она кое што денеска насушно ни е потребно. Во свој одговор Мицковски се осврна на лошата економска состојба во која се наоѓа државата, за иселувањето на младите, за стагнацијата на странските инвестиции, за падот на вработувањето во индустријата, како и манипулирањето со пензионерите, кои наместо да добијат покачување, тие добија месечно намалување од 700 денари.